Утринско кафе, позитивна енергија. Добро утро. Ја стартуваме емисијава позитивно. Многу е поубава кога си во друштво. Овој пат кафето нема да го испијам сама, во друштво сум со една прекрасна девојка. Кога станува збор за некоја свеченост, прослава, сакам и обожавам кога таа ќе биде украсена по мој стил. Па затоа, оваа девојка е позитивна и упорна, а незините декорации се навистина прекрасни. Станува збор за собственичката на ателје Ивана. Добро утро. Добро утро. Како си? Добро, виде како сте? Одлично, еве започнуваме со едно утринско кафе и со една позитивна енергија. Секако, да. Ивана, на самиот почеток, зошто се одлучи за оваа професија? Зошто сакаше од твоите замисли да ги претвориш во една твоја реалност? Па живеејќи го моето собствено секојдневие, постојано сакав да работам нешто што ме исполнуваше, што ми даваше едно чувство на задоволство. И од мојот младишки дух постојано ме ноше што следнови права, секогаш моите предизвици ги следев и секогаш моето слободно време го користев да создадам нешто. Мојот лајт мотив во започнувањето на мојот бизнис беше да ги направам моите клиенти среќни, водејќи се од таа моја желба, моја визија, ја насочив кон излудување на детските насмевки и започнав со изработка на хартиени торти, украсени за нивните роденденски забави, со нивните омилени јунаци од цртаните филмови. Потоа од изработката на хартиени торти дојдов до идеја да ги украсам и нивните роденденски забави. Па така започна едно големо нешто на ателје Ивана и така го започнав своето ателје, својот бизнис. Така, која е твојата муза, твоја инспирација? Мојата инспирација представува целокупното моје обкружување, значи најновите светски трендови, луѓето за кои работам и изработам одредена тема, идеја или замисла. И целосната инспирација доживам кога можам неограничено да креирам и кога моите клиенти ќе ми остават простор за да можам своите креација да изразам на свој начин, секако и договореното со некои насоки кои ми ги дале тие. Така, секоја свеченост има свој стил. Колку време ти одзема сето тоа? Ева може да забележат и гледачите на малите екрани дека овие се сепак преубави работи, овде што сама си изработени од твои раце. Колку сето ова ти одзема време? Се зависи која е желбата на клиентите, колку е нивниот стил поедноставен, толку за изработка е не е комплицирано и сложено. Една свеченост одзема повеќе време, во зависност колку гости има, доколку е свадба, одзема многу повеќе време за организација отколку еден детски роден ден. Па така, сепак ќе напоменам дека секоја декорација е специфична по себе од изработка и затоа одзема, не можам да кажам точно колку време одзема секоја декорација, но секоја е различна. Така, колку време работиш оваа професија и што беше клучно да отвориш свое собствено ателје? Оваа професија работам веќе повеќе од една година. Неодамна го прослави својот прв роден ден на ателје Ивана, што беше клучно. Па отсекогаш сум сакала да работам нешто што е креативно, што можам да допринесам со различни идеи и совети и мотив плюс да направам нешто поразлично. И бидејќи ова е работа што ја сакам и затоа ја одбрав оваа професија. Јас ти посакувам уште многу успеси. Вака кога станува збор од идеја до реалност, ништо се помина Ивана за да бидеш тоа денес што си? Па ни секоја пречка во работењето, од најситната до најголемата пречка, беше потребно да се соочам со непознати работи, како управување на собствен бизнис, работењето и така натаму. Така. Оваа професија го прави своето, се сретнуваш со различни карактери, значи секој има свој стил, своја замисла како некоја свеченост да биде украсена. Колку време ти одзема сето тоа и како се справуваш со тоа? Па ја работам оваа професија, ја сакам, можеби затоа немам големи проблеми со клиентите. Потполно ги разбирам нивните желби, замисли, како сакат да изгледа нивната свеченост. Ги остварувам нивните желби. За мене замислата ме мотивира дополнително да изработам нешто кога гледам дека е многу специфично или до некаде да кажам нереално за изработка и потоа во текот на ситуациите верувате дека обострано е задоволството за што е изработено веќе таа декорација.
Сепак тоа е најважно, да биде клиентот задоволен. Што се нуди ателје Ивана? Ателје Ивана нуди секој вид на свечености, од декорација на родендени, декорација на крштевки, декорација со балони, декорација на свадби и се што е потребно за свадба. Од покани, бомбони, китинки, бидермаер со природно или вештачко цвеќе, уникатни изработки на вина и чоколадца и уникатни изработки за невестите како венчиња, шноли и така натаму. Така сето тоа може овде да погледат гледачите, како што и сето тоа ти го наброи. Кога станува збор за оваа свеченост, дали луѓето ангажираат лица од оваа професија како што си ти? Како е со тек на време? Можам слободно да кажам во последно време дека нашиот народ сака да е убаво организирана свадбената веселба, крштевка или роден ден, моменти од секојдневниот живот кои се паметат долго. Во овој случај кај помладата популација почесто, но и повозрастните знаат да не изненадат. Ангажирањето на лице за организација и декорација на прослави како што е Ателје Ивана и нуди голем професионализам во организирањето, но и секако сака да се чувствуваат дека се е под контрола на најважниот ден од животот и затоа ги ангажираат овие лица. Сепак секој миг останува спомен. Да, баш така. Во Штип има и други лица кои работат истата професија како и ти. Дали мислиш дека имаш конкуренција? Да, значи во нашиот град има луѓе кои работат оваа професија и кои ми се колеги, така кажано. Значи секој кој работи одредена професија има конкуренција и според мене мислам дека конкуренцијата колку повеќе има, толку подобро за нас, значи не одвојува, значи излава на виделина кој е подобар. Така. Пред студентите во Универзитетот Гоце Делчев во Штип ја раскажа својата приказна, значи како од твојот почеток па до самиот сега каде што си ти денес, но и доби и награда. Честитки за наградата, како се чувствуваше тогаш, што ти исполнуваше? Впечатоците ми беа многу позитивни, тоа е мојата прва награда што ја доби во првата година на постоењето на Ателје Ивана. Истата вечер ја примив наградата за најмлад бизнис. Се стекнав со многу нови пријателства, луѓе успешни во своите професии и ми помогнаа, ми ги раскажаа нивните приказни и ми помогнаа да ги совладам следните идни предизвици. И оваа манифестација беше организирана од агенцијата Маркетинг Микс, собственик на Лилјана Варадиновска. Пред Универзитетот на Гоце Делчев ја раскажав мојата приказна како го започнав овој бизнис и ги мотивирам сите кои сакаат да основат свој бизнис да не се плашат, да пробат да го направат тоа. Така, да одат со една голема упорност, бидејќи секој сон на крајот секој ќе се исплати, ќе се оствари. Државата ти помогнала со една мерка за вработување. Што искуси за време на тој период? Што се соочи? Да, државата ми помогна со една мерка, ме ослободи првата година од своите придониси. За ова, благодарение на оваа мерка, искуси финансиско олеснување за првата година и со парите кои ми останаа можам да кажам дека слободно купив опрема која ми беше потребна за да го започнем овој бизнис. И така да набавам дополнителна опрема и така натаму. Така, дали освен во Штип, Ателје Ивана патува и во другите градови? Да, значи Ателје Ивана ни стои на располагање на сите клиенти кои сакаат. Нашата Facebook страница и овозможува на сите луѓе да побарат контакт во источниот дел или цела Македонија, каде ќе не побарат и ќе ги побарат нашите услуги, сме присутни таму. Одлично. Сега доаѓа летната сезона, секако има и повеќе работа, свадби, родендани, се разбира. Како се подготвуваш за летната сезона и што може да очекуваме од Ателје Ивана? Да, секогаш со најновите декорации се присутни кај нас. Ги исполнуваме сите желби на нашите клиенти, списокот е веќе отворен.
веќе има доста луѓе кои си ја направија својата резервација за нивната свеченост, а на оние кои уште не се, им препорачувам да повелат кај нас, да се ги закажат своите термини и да се чувствуваат на гост на својата веселба. Така, што можеме да очекуваме од ателје Ивана и што е тоа што ателје Ивана се разликува од останатите? Оно што не прави поразлични од другите е уникатноста која што имаме при секоја декорација. Секоја свеченост е уникатна сама по себе, квалитетните материјали со кои работиме и секако одговорноста за навремено завршена работа. Така. Ивана, си поминала пак низ тежок период за да видиш што денес што им препорачуваш на младите кои што сака да го следат твојот пат? Да, значи да пробат, ако ја сакат ова, која било професија да пробат, да не се обесхрабруваат при првите пречки, бидејќи тие пречки се направени за да не прават посилни, поуспешни и така секој нека проба. И за крај што и препорачуваш на нашиве гледачи? Би сакала пред се да и се заблагодарам на гледачите на Канал Плюс телевизија, да им се заблагодарам до сега што не одбрале нас, а на оние кои уште не се не и упатувам покана да не контактираат, да ја посетат нашата веб страна Ателје Ивана и да бидеме и ние и да се работуваме и со нив. А на вас ви благодарам за поканата, да бидам гост во вашата емисија и сакам да ви подарам нешто, еден успомен од Ателје Ивана. Ти благодарам многу, ти благодарам. Јас ти пред се посакувам многу успех, среќа, здравје и уште многу листа на свечености кои ќе бидат декорирани од твои раце и се најдобро. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што го проследивте нашиот разговор. Еве и оние кои што сте во дилема, знаете, Ателје Ивана може да ви понуди се што вам ви е потребно и секој ваш миг да го направи посебен. Останете со програмата на Рано наутро.